Жестока дебата за ребалансот на буџетот кој прв ден се наоѓа на пленарна седница во собранието. За власта развоен, за опозицијата расипнички. Пратениците на ВМРО ДПМН обвинуваат дека владата лаже кога вели дека нема пари за административците, додека истовремено троши повеќе за луксузи, патни трошоци и договорни услуги. Револтирани се бидејќи биле одбиени амандманите за помош на работниците, а се троши повеќе за стоки и услуги. За опозицијата тоа бил доказ дека земјата е банкротирана, економски разрушена и испокрадена. Додека инфлацијата галопирачки растала од месец во месец, јавниот долг бил историски најголем досега, велат од ВМРО ДПМН. Долгот кој што е во апсолутна бројка од 7 милиарди евра, ќе се зголеми на 8 милиарди евра, што ќе значи дека вие сте ја задолжили Република Македонија заедно за овие 5 години колку сите влади во сите претходни 25 години од постоењето на оваа држава. Пратениците од СРСМ во одбрана на сопартијците во владата негираат дека во буџетот нема пари за помош на населението. Упорно повторуваат дека со 76 милиони евра ќе се поддржал стандардот на граѓаните и ќе се намалел економскиот удар за фирмите. Сметаат дека ребалансот бил навремен фискален одговор за справување со кризата. Сметам дека ребалансот е соодветен и навремен фискален одговор на тековните глобални случувања. Ребалансот е целосно наменет за заздравување на економијата од пандемијата и од кризите кои што се економска и енергетска. Ова е ребаланс за поддршка на граѓаните и фирмите во екот на глобалната ценовна енергетска криза. Со овој ребаланс, почитуван колега, се обезбедуваат нови дополнителни 76 милиони евра за мерки за заштита на стандардот на граѓаните и поддршка на фирмите. Министерот за финансии во одбрана на ребалансот на буџетот. Во прекроената државна каса ќе имало доволно пари за плати и пензии и зголемени субвенции за земјоделците, како и мерки за помош на населението. Има зголемени средства во однос на потребите што се однесуваат за ваучери за социјално заогрозените категории, програма за електрична енергија, пензии, СМ поддршката што ја даваме. Тоа исто така сетот на мерки што новиот сет на мерки што допрва ќе следи. Од 200 амандмани на расправата во матичната комисија за финансирање и буџет беа прифатени едва 10. Со нив се обезбедуваат плюс 400.000 евра за здравството, животната средина и инфраструктурата. Ребалансот предвидува намалување на парите за капитални проекти од 613 на 520 милиони евра. Вкупните приходи се 4 милиарди евра или за 112 милиони евра повеќе од првично планираното. Расходите пак се рекордно најголеми, 4,7 милиарди евра или ќе се потрошат дополнителни 260 милиони евра. Дефицитот изнесува 700 милиони евра, односно 5,3% од БДП.